Продолжуваме со разговорот. Како што најавивме, тука е господинот Енес Ибрахим, председател на партијата за движење на турците. Господине Ибрахим, добредојавте во студио 10. Добро ве најдовме и благодарам за поканата. Јас кажав во најавата дека вие сте реизбран на чело на партијата. Партијата инаку одбележи 25 години од своето постоење. Па еве како за влез во разговорот околу тоа. 25 години партија за движење на турците, продолжувате понатаму. Знаеме како од сега натаму. Значи точно пред 25 години формирана партијата за движење на турците. Формирана е се со цел за подобрување на представеноста на турската заедница во државата и подобрување на статусот на турците во државата. Но во овие 25 години можам да кажам дека се разликуваме од останатите политички партии. Кога зборам за останатите политички партии, не само за етничките турски партии, туку на сите помали политички партии. Кога велам се разликуваме бидејќи ние не сме од оние кои на секои избори, дали постизборни или предизборни, одат на избори со различни коалиции. Ние си имаме своји идеали, си имаме свој концепт, си имаме своји вредности и сакаме да го зачуваме и достоинството на турската заедница. Значи, сакам да кажам дека за ситни работи не правиме политика. Ја гледаме поголемата слика на државата, вклучувајќи и на турската заедница. И 25 години функционираме на тој начин. Особено веќе последните 10-12 години партијата доби голема поддршка од граѓаните кои припаѓаат на турската заедница. Во најголем дел од државата си имаме своји општински организации, 35 општински организации каде што живеат турциве и над 90 ограноци во различни региони на државата. Се трудиме да бидеме попрофесионални, иако сме мала партија по број, иако сме партија на етничка припадност, односно на турците. Нашата држава е Република Северна Македонија и во интерес на државата треба малку поактивни да бидеме. Како партија ние сме активни, дадовме максимум се од себе. Од режимот навака, заедно со Социјалдемократски сојуз, учествуваме во делот на креирањето на политиките, успеавме заедно да срушиме еден режим, успеавме да градиме европска држава, успеавме членка на НАТО да станеме, успеавме до некаде до европските процеси, но за жал не успеавме се што размислувавме, бидејќи имаше и оправдани и неоправдани случувања во рамки на тие во тој период, така да верувам дека и партијата за движење на турците и во следните години нема да отстапи од своите принципи. Компромис за принципи и вредности нема кај нас. Секако и државата ни е битна, но и граѓаните кои припаѓаат на турската заедница, бидејќи мора да спремаме подобро утро за секој граѓанин на државата. Ако ги изгубиме демократските вредности, ако се оддалечиме од членството во Европска унија, ќе немаме ни европско судство, ќе немаме ни никакви европски стандарди. Кога ќе немаме ни европски стандарди, во моментот што немаме ни европско судство, помалку бројните етнички заедници каде ќе ја прават, каде ќе барат своите права, така да верувам дека и во иднина политичкото делување на политичката партија за движење на турците ќе биде во таа насока. Да, добро, самиот спомнавте дека сте биле во коалиција со СДСМ, сега не знам, сега сте очигледно поврзани повторно со таа политичка опција, тоа не е спорно, што значи дека моментално делувате опозицијски, но вие имавте еден момент кога пред изборите кажавте дека ќе ја напуштите коалицијата со Европскиот фронт по изборите, бидејќи не се согласувавте со дел од нивните политики. Не знам, тогаш мислам дека не образложивте баш детално што се случи. Можете ли сега да не кажете? Баш образложивме детално, бидејќи ние се боревме против режим, против локални шерифи. Без разлика тие локални шерифи од која политичка партија доаѓаат, битката ни продолжуваше. Во Радовиш се боревме со локални шерифи. И во Радовиш ние излеговме од оваа коалиција, бидејќи околу вредностите ги креираме нашите политики. Тука дојдовме до некои недоразбирања. Имаше и во некои други локални средини каде што имавме проблеми со такви ликови или така наречени политичари каде што сакаат да вршат некаков се притисок кон турската заедница. Инаку во големата слика, особено во централата, на централно ниво, добро сме функционирале, без разлика на околностите, но на локално ниво, особено во помалите средини, сме имали, и тоа јавно сме го кажале,
Македонија треба да биде европска држава и со европски менталитет. Не да одиме кон Европа со балкански менталитет. Добро, Не да вршиме притисок кон обичните граѓани, особено на сиромашните граѓани. Тоа се случуваше и во нашата власт се случуваше во некои региони, да тоа и цената ја плативме. Како ќе настапите на следните локални избори? Самостојно или во коалиција со некој? Во моментот се уште немаме донесена одлука. Од Конгрес излеговме, избрано е ново Централно собрание. Следниот месец ќе биде избрани раководството на партијата, извршниот одбор на партијата. Секако сакаме сами да учествуваме на локалните избори и во тоа насока веќе се прават некои подготовки, бидејќи и на последните локални избори дел учествуваме со коалиција, односно со нашите коалициони партнери, во неколку општини учествувавме и сами, така да ќе ги видиме. Имаме се уште време да размислуваме, да разговараме, сепак и на нашите коалициони партнери конгресите не им се завршени. Да легнат малку работите, ќе седнеме, ќе разговараме кои се интересите на коалицијата, кои се интересите на турската заедница. Ќе разговараме и верувам дека ќе ја донесеме вистинската одлука. Ми се чини дека сега, ако ја гледаме состојбата во опозицијскиот блок, ајде условно кажам, или партиите кои сега се во опозиција, без разлика дали се заедно во коалиција или одвоени, дека состојбата не е баш добра во тој опозицијски блок, осем можеби кај ДУИ, не знам сега според рейтинзи, не верувам дека се нешто многу паднати, ајде да речем. Но кај другите ми се чини, особено кај СДСМ, дека не е воопшто добро. Дискутабилно е и тие што креираат јавното мислење, тоа го кажуваат. Тоа се случуваше 2017 и за ВМРО, ДПМН. Кога една политичка партија ќе падне од власта, има различни шпекулации, различни уговарање, бидејќи сепак сме мала држава, има различни толкувања во тие процеси. Секако дека не е сјајно, се гледа дека не е сјајно, но време е потребно за консолидација, време е потребно, бидејќи никој не очекуваше ваков пораз. Од 48 пратеници да се падне на 18 пратеници како коалиција, никој не очекуваше. Се ги знаеме нашите слабости, нашите грешки, но многу е лесно да се прави политика во рамки на популистички говори или националистички реторики. Тоа знаеме во минатото што ни донесе во државата. И затоа ние не бевме популисти, реални бевме. Очекувањата наши беа реални. Но за жал тој процес, особено тогашната опозиција, не се вклучи во процесот за членство во Европска унија, не се однесува државнички. Да се однесува малку државнички, можда друг моментум ќе имавме, можда сега ВМРО ДПМН пак ќе беше на власт, но немаше да се замара со старите проблеми, можда и нема да се продлабочат проблемите. Секако дека време е потребно. Ќе видиме после нова година како ќе се движат работите, но што се однесува и до одредени други политички партии. Не е добро да се коментира, но ги гледаме дека вистинскиот европски фронт или тие вредности што го има, бевме ние, не беа ДУИ. Бидејќи ние долго време најавувавме европски коалиција, европски фронт или коалиција која ги има тие вредности, европските вредности. Тука јас морам да кажам дека ДУИ не ги носи тие вредностите. Да, има председател на партијата, претходниот технички премиер ги носеа, ама во битката за формирањето на таква коалиција, евроазиците победија во ДУИ. И составот ги гледаме. Кои се тие? И составот го гледаме. Ги одвоивте, ајде јас ќе кажам, Али Ахмети и Талат Џафери. Кој е на другата страна, кој не е европски? Составот гледајте ги. Во таа коалиција имате личности кои секогаш биле анти-НАТО, анти-ЕУ. И со тие личности како ќе креирате ви европски политики. А не сакате да ги кажете кои се? Не се знае, на Google пишете имињата, ќе ги видите нивните активности. И председателскиот кандидат на ДУИ, не само преку руски ботови, ајде руските ботови се толкуваат и различно. Има think tank организации кои се финансирани од Русија, права пропаганда за господинот Османи на Твитер. Ги имаме тие податоци. И тие ќе делуваат европски. Значи, кога велам дека ние се разликуваме од другиве, навистина се разликуваме. Не правиме компромис околу нашиве цели или идеали или вредности,
Ама има политички партии само за да си го зачува своето место во собрание од стол на стол. И тие декларирани опозиционери кои припаѓаат на турска заедница, кои се дел од така наречениот Европски, за мене Евроазијски фронт, не можат да бидат опозиционери. Еден од нив е последниот министер на владата на ВМРО ДПМН кој припаѓа на турската заедница. Вториот е по предлог и подршка на пратениците на ВМРО ДПМН избран за уставен судија. И тие ќе глумат опозиција, опозиционери. А интересно е сега... Без фаќате, нема логика во некои работи. Интересно е сега, господин Ибрахим, што единствено за избори притискат ДУИ, само они барат избори. И ние бараме избори, не се плашиме од избориве. Не е проблем. Можеме утре и задутре да ги организираме. Но што ќе носиме за граѓаните? Кајте политичката култура во државата е на многу ниско ниво. Граѓаните се оддалечија и од политиката, но и од општествените процеси. И тука ни е најголемиот проблем. Треба граѓаните да ги мотивираме. Последните 7 години, или на нашето владење, или на последните 10 години од 14-та навака, сме поминале многу избори. 14-та избори, 16-та избори, 17-та избори, 18-та референдум, 19-та избори, 20-та избори, 21-та избори, 24-та пак избори. Колку циклуси сме поминале? А граѓаните што добиле од тоа? Мислам, тој процес било поврзано, требало да се одржи локални избори, да се одржат локалните избори, сме ги одржале. Требало парламентарни референдум и така натаму. Но што добиваат граѓаните? Тоа е прашањето. Тоа е прашањето. Инаку како политички партии, секоја политичка партија треба да е спремна за избори, бидејќи се работи за избори, за раководење на државата, на државните институции. Ги спомнавте европските интеграции, знаеме таму што дека таму стојат тие уставни измени, се почесто се зборува дека државата или актуелната влада бара некакви гаранции за понатаму. Не знаеме таму што се случува, немаме информации, но отприлика тука стоиме и не гледаме дека скоро може да се направи некаков напредок. Иако господинот Таравари, например, кажа дека тој очекува дека до нова година ќе има напредок, но не знам како би било. Процесот, за жал, се води на нетранспарентен начин. И политичките партии не се информирани од тој процес. Ние како партија даваме секаква подршка на оваа влада за евроинтегратискиот процес. Дали со одложено дејство или не, даваме секаква подршка. Нека го решат проблемот. Да станеме дел од тој процес, да одиме напред. Ама гледаме дека и не се доволно ангажирани за тој процес. Има некои работи што тешко се менуваат. Францускиот предлог ќе се мени. Тај може да се смени. Ама ги знаеме и нивните структури и во европските структури, внатре во Европскиот парламент. Ја знаеме соседната држава. Знаеме од кои процеси поминавме за да стигнеме до францускиот предлог. Кога веќе ќе седнеме на маса, никој не е задоволен. Бугарските националисти тврдат дека ова е најлошиот договор за Бугарија. И македонските националисти велат истото, најлошиот договор со Бугарија. На кого да веруваме? На бугарските националисти или на македонските националисти? Така да мислам дека европскиот процес треба да се води на потранспарентен начин, да бидат информирани политичките партии, да знаеме што се случува и секако тие што ги носат тие вредности треба да дадат подршка на оваа влада за европскиот процес, за членство во Европска унија. Ние јасно го кажуваме тоа и немаме резерва во тоа. Сакаме што побрзо возот да тргне кон Европа. Господин Ибрахим, за крај, еве го спомнавте и сам национализмот. Зошто национализмот најлесно политичко оружје? Па секаде и кај нас. Гледаме дека тоа се уште најдобро делува. Па добро, не е само во Балканот, веќе гледаме дека и во не е само кај нас, ултрадесничарските политички партии победуваат на последниве избори. Тоа е некој тренд. Најлесно лепи кај граѓаните. Па особено во Македонија е најлесно. Ете, во моментот и ние можеме многу националистички да разговараме. Во најблиската историја прв пат немаме турчин представник во владава, ниту министер, ниту заменик министер. Тоа не се случило. Од 2002 навака не се случило. Од 98 навака не се случило. Немаме ниту еден представник. Ни министер, ни заменик. Ни на никоја раководна позиција нема турчин. Ги разрешуваат турците функционери, место нив
се предлага од различни политички партии, од различни етнички заедници. Сега да плукаме, ги разрешувате зашто се турци? Да, ама не е добро за државата, за опстанокот на државата, за демократските процеси. Јас можам да кажам дека најфашистичка влада имаме сега и заборавија турците. Не само турците, и сите помалку бројни етнички заедници. Агенција за остварување на правата на заедниците до минатата година имаше фонд за невладини организации за помалку бројните етнички заедници од 3 милиони денари. Во буџетот за 2025 гледаме дека само 100.000 денари се предвидени. Се мајтапат со турците и со останатите помалку бројни заедници. Не дека 3 милиони денари беа некои големи суми, ама си игра со достоинството на заедниците, кои се помалку од 20%. И тие имаат невладини организации, тие сакат да организираат некои проекти. Со 100.000 денари на кого ќе им дадете? 100.000 денари. Така да гледаме дека не оди на добро и во делот на економијата и во делот на соживотот. Не ќе да сум многу песимист, но времето ќе покаже. Лошо почна владата и во делот на економијата, и во делот на соживотот, и во делот на меѓуетничките односи. Многу лошо почна. Не е целта албанците, вие тој крај раководите, ние тука ќе раководиме, останатите што ќе им остане тоа. Не, заедничка држава е, заедничка татковина е. Заеднички треба да се бориме за оваа држава. Секој граѓанин данок плаќа за оваа држава, вклучително и турците, и албанците, и ромите, и србите, и бошнаците. За возврат што добиваме? 250 милиони евра инвестират во локалните самоуправи. Каде се проектите, каде што живеат турските граѓани или населените места каде што концентрацијата е на турската заедница. Вие имате изјава, велите локалната власт предводена од ВМРО ДПМН ги третира турците како граѓани од трета категорија. Тоа е вистина. Ето, во многу средини, од Карвинци почнете, до сите општини. Најпрвен треба законите, уставот да се почитува. Закон за јазици имаме. Охридски рамковен договор имаме. Во Карвинци над 20% е турското население, турскиот јазик не е службен јазик. А во некои други средини, каде што сме помалку, турскиот е службен. Не навлегувам колку се имплементира, дали е корисно, не е корисно. Законската рамка ти тврди дека мораш да го почитуваш турскиот јазик. Не. Ништо не е инвестирано во Штипско, во Карвинци, во Радовиш. Ништо не е инвестирано. И на последниве унгарскиот кредит ги гледаме проектите. Од 250 милиони евра, само околу 200.000 евра се предвидени за центар Жупа, за километар пат, локален пат. И тука мислам дека не е фер кон другите етнички заедници. И ние сме граѓани, лојални сме кон оваа држава. И како партија сме покажале лојалност, и како заедница сме покажале. Секогаш кога биле интересите на државата, секогаш сме биле настроени кон интересите на државата. Вклучително и референдумот од 1991 за независноста, и референдумот за членство во Европска унија и НАТО. И 2001 кога имавме конфликти, и после случувањата со шарените револуции. Секогаш сме биле во интерес на државата, а за возврат од државата ништо не добиваме. Не навлегувам сега кој каде раководи која политичка партија, но сакаме да осеќаме дека и државата е наша. Како што плаќаме за данок на оваа држава, за возврат да добиваме некои проекти. Ги немаме, минималните проекти ги немаме. Ние додека бевме на власт и на локално ниво, особено во Источна Македонија, не остана населено место без асфалт. Патишта нема. Сега ги гледаме, не може да решат водоснабдување во одредени турски средини или некои други инфраструктурни проекти. 250 милиони евра да имаат 80 општини и 80 општини да не инвестираат каде што доминантното население се турци, мислам дека не е ни коректно кон турската заедница. И затоа сметам дека меѓуетничките односи не треба да се слошат, треба да се подобрат, не треба турската заедница да биде игнорирана. Прв пат ние да немаме никаков представник, ни директор, ни заменик, ни министер, ни заменик министер, ни опозиција да немаме. Иако се декларират опозиционери, кои се врзани со владеачката партија, им должат, цел живот ќе им должат да биде уставен судија со поддршка на ВМРО ДПМН, сега да глуми контра ВМРО ДПМН во една мала држава, и знаеме. И тој дотичниот и флиртуваше со нас.
Имавме ние и барање од одредени структури да биде и министер во владата на Зоран Заев. Мислам дека тука не е ни коректно флиртување со политичките партии или да се профитира само за лични интереси или да се профитира врз основа на врз етничка основа и верска основа не е добро. Да. Добро. Отприлика толку не е времето, господин Ибрахим, мислам дека ги поминавме главните точки. Во ред, ви благодарам за ова гостување. И јас ви благодарам. Има доста многу за зборување, бидејќи ние немаме многу шанса да зборуваме пред вас, пред медиумите, пред граѓаните и благодарам што ни одвоивте време за нас. Има, ајде, се разбира, нека помине малку време, повторно ќе се видиме. Ви благодарам. Да. И со ова гостување на Енес Ибрахим од партијата за движење на турците го завршуваме ова студио 10. Почитувани, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на телевизија 24.